Почитувани граѓани, Милијана Киевски, Кирил Божиновски и нивните семејства се жртви на политички прогон, терор и одмазда. Решението со кое што им се изрекува притвор на Јане Киевски и Божиновски е доказ дека во Македонија нема ниту правда, ниту правна држава. Во Македонија владее хунта која ги злоупотребува институциите што се политички нагазени од аболицираниот Зоран Заев. Двете решенија се доказ дека Македонија се враќа 70 години наназад, во 1949 година. Без докази, без аргументи, без каква било желба да се проверат фактите, судот изрекува притвори врз основа на службени белешки фингирани по желба на нарачателот. Не се проверува ни дали се веродостојни, ни колку се веродостојни. Доволно е да се нарача некоја службена белешка и кацарска судството да стави некого во притвор или затвор. Кацарска судството не го интересира тоа што е измислено, дека на средбата кај председателот Иванов се зборувало за амнестија, а не го интересира ниту да провери и да потврди дека УБК измислила дека Јана Киевски и Божиновски имале сметки во странство. Деманти за политичката конструкција на УБК пристигнаа уште веднаш и од страна на председателот Иванов и од страна на политичките прогонети. Двете копи-пейст политички решенија откриваат огромен скандал. Двете политички решенија се доказ дека се злоупотребува управата за безбедност и контраразузнавање. Службената белешка покажува дека се следи председателот Иванов и неговиот кабинет, а се следат и поединци кои биле таргетирани од криминогената и одродена власт. Кој ја издал наредбата УБК да го следи председателот Иванов и неговите активности? Какви се службени белешки има УБК собрано за работењето на председателот Иванов и какви конструкции подготвуваат? Кои се други лица се предмет на следење од страна на УБК и кој ги прави списоците на политички неподобните кои треба да бидат следени? За ваква злоупотреба на институциите мора да има одговорност. И аболицираниот Заев, и министерот за прогон и терор Спасовски тврдеа пред јавноста дека немале законска основа да го следат Никола Груевски, бидејќи судот не им дал наредба за тоа. Кој дал наредба да се следат Иванов, Јана Киевски и Божиновски? Аболицираниот Заев и министерот за прогон и терор Спасовски мора да понесат одговорност и да си дадат оставки. Мора да овозможат институциите да се консолидираат и да почнат да работат според законот. Циркуските образложенија на Зоран Заев дека Никола Груевски бил киднапиран се уште едно подценување на граѓаните. Наместо да бара одговори од Унгарија, аболицираниот Заев и министерот за прогон и терор Спасовски треба да почнат да даваат одговори, да се извинат на македонската јавност и да си заминат. Никој не верува дека Никола Груевски бил киднапиран, но доколку Заев е убеден во ваквите измислици, треба уште веднаш да си поднесе оставка заедно со Спасовски, бидејќи дозволиле да се случи такво нешто. Ви благодарам.